Добар ден од Битола. Еве, во живо да се вклучам. Како што реков, значи, во моментот кога ќе бидам сопрен и не дај Боже малтретиран, како што бев малтретиран сега во моментов од страна на полициски службеници, и тоа не од обични службеници, туку од тројцата полицајци, оние кои што ги објави опозиционата партија, ме сопреа онака каубојски малце, ми пресекоа пат. Бев со пријатели од Битола кои што нормално ми го покажува патот низ Бајро Мало, пошто сепак не го знам. Беа, ајде да го кажеме, дрски со тоа што прво побара да сум ги исклучил сите реквизити за да не снимам. На прашање зошто да ги исклучам реквизитите, затоа што они така сакале. Они тоа било такво правото, биле коректни, не знам што. На што реков, јас имам право, викам, според акредитацијата која имам, ми е издадена од Република Македонија, смеам да снимам све што е јавен простор, јавен објект, јавна манифестација. На што полицајецот, тој со брадата, пошто не ми кажа како се вика, едноставно само на прашање како се вика, ми рече дека не е битно како се викал, бил со полициска значка, број 1.8 и така натака, издадена од СВР Битола. А се возеа во Land Rover со скопски таблици. Иначе, малтретирањето беше во тоа што прво што не ми овозможува да снимам, второ ми ја побара камерата, не му ја дадов. Нормално, тоа не може никој да го земе. Сакал да провери дали сум го снимал, викам, и да сум те снимал, нема што да проверуваш, ако сакаш, земи ја камерата, проверувај, ќе ми дадеш налог, викам, за одземени предмети. Човекот, не знам како да го кажам, нешто ми кажуеше, правилата биле такви вакви, едноставно не ми дозволуваше да си го продолжам патот. Ќе сум имал кривична пријава за тоа што сум го снимал неовластено, за тоа што сум го емитувал неовластено и така натака. Јадникот не знае дека него немам уопште потреба нити да го снимам, нити па е некоја звезда за да биде сниман. Од друга страна, овдека во Бајр Мало, покрај она опозицијата што ги покажа тие тројца, истите тие тројца биле кај еден од моите пријатели, и на муабет со мојот пријател дека поручек ќе се шетам низ Битола со него, полицајецот дрско ми рече дали сум го, само малце имам едно возило, дали сум го провоцирал нешто. Најверојатно има мувата на капата, па пробува да ја ишка, ама не знам како и да е. Останувам тука, ете, легитимиран сум, ми зема податоци, иако не би ги даде неговите податоци. Мене ми зема податоци, пишан сум, бележан сум, и сега да видиме дали ќе им треба и понатака потреба да едноставно да ме запираат, да ме легитимираат и така натака. Иако сум, како што може да се види, видно легитимиран, значи капа прес, легитимација на мене прес, елек на кој пишува прес и на кој што пишува прес. Значи повеќе легитимирање од ова мислам дека нема потреба. Но, како и да е, останувам тука во Бајр Мало, ќе се шетам каде сакам и колку сакам и со кого сакам и во Бајр Мало и во Битола. Ги повикам повторно, нека ме легитимираат. Баш ме интересира дали и со следниот пријател кој ќе се возам со друга кола, дали и него ќе го легитимираат кој ќе го видат со мене. За сега толку од Битола. Следниот пат, ако ме сопрат, ќе се вклучам веднаш во живо, за да може да видите и диалогот помеѓу мене и полициските службеници кои што и они си ја вршат работата како јас што си ја вршам мојата. Ви благодарам многу за вниманието.
пријатно, се гледаме за кратко.